што бев најавен, ќе зборувам за Анонимус. Дарко ги најави претходно. Мислам дека сите знаете маската, сите знаете нивната порака, сите знаете што тие представуваат. Тие се хакери активисти кои што се залагаат за се најдобро во светот. Ова се листа на мети за Анонимус уште од 2006 година, многумина не ги знаат од тогаш. Во последниве неколку години тие започна и стана мејнстрим со хакирање на Саентолошката црква. Тие им беа главна мета, со нив се надпреварува на разни сајтови, се надмудрува и слично. Потоа, кога почна да се случуваат друштвените револуции, како например Зелената револуција во Иран, се случуваше арапската пролет и слично, тие се активираа затоа што мислеа дека така ќе помогнат, започнат да рушат сајтови на владени сајтови на американската влада, рушија сајтови на владите од Египет, Тунис. Потоа кога се појави Wikileaks, тие си земаа за право да го бранат дека информацијата е слободна. Сега добро. Со Wikileaks всушност почна целата таа нивна фама околу Анонимус, околу информацијата мора да биде слободна, бидејќи Wikileaks ги поставија тоа основните корени, например, на активизам. Иако кога зборуваме за Wikileaks, се случува токму спротивното, бидејќи информацијата доаѓа внатре од институцијата, додека Анонимус ја користат масата за да промовираат нешто. Ова е главната цел со која се представуваат Анонимус, дека тие се всушност за големото добро, тие помагаат за да се заштити народот, например, кога беа протестите во Грција против власта, Анонимус ги хакнаа сајтовите на грчката влада, велејќи дека тие мораат да ги слушаат народот. И нормално со таквата слика помогна многу луѓе да ги засакат Анонимус, бидејќи сите сакаме да веруваме во идеален херој. Анонимус користат маска, значи никој не може да го идентификува тој што е зад маската. Например, многумина тука може би сте членови на Анонимус, може би сте членови на 4chan, сигурно знаете за тие активности. Многумина сте слушнале, многумина ги знаете од медиумите кои ги глорификуваат, бидејќи тие се за основното добро. Дури направија толкова фама да допред некој време се веруваше дека тие можат да го срушат Facebook, дека ќе го срушат интернетот, дека ќе нападнат и Кина и сите такви работи. Но не знам дали се сеќавате за LulzSec. LulzSec бе една, како да кажем, бунтовничка група која што се појави во мај 2011. Тоа беа луѓе од Anonymous кои што се одделија и кои започнаа своевиден рад. Нивната цел беа шегите, значи на интернет for the lulz. Тоа беше главно за нив, мислам може да се види од нивниот, како да кажем, аватар. Нивната цел беше да ги смеат сите што можат да ги смеат. Значи ги нападна PBS, срушува онлайн игри, срушува медиуми, сајтови на медија, срушува и ЦИА, се обидува да се представат како семоќни. Беа во тој период сите медиуми, дури заборавија малку на Анонимус, се фокусира на LulzSec, бидејќи се гледаше дека тие се многу моќни. Всушност, по 50 дена LulzSec завршија во делот, членовите на LulzSec завршија во затвор и се испостави дека тоа се всушност деца од 18-23 години, има и постари. Тие завршија во затвор бидејќи се обидува да ги нападнат финансиски институции како што се PayPal, како што се Mastercard, Visa. Тие тоа го направија велејќи дека се борат за Wikileaks, Visa, Mastercard им забраня на Wikileaks да примаат донации, овие тие како за одмазда им ги срушија сајтовите, но кога се обидува да го направат тоа, FBI и слични владини институции започнаа да ги гонат и да ги апсат, бидејќи се работи за финансиски институции и финансиски информации на милиони луѓе. Во сличен период, кога се појави LulzSec, се случи фијаското на Sony, кога беа срушувани сајтови на Sony, кога беа крадени на информации на неколку милиони луѓе, вклучувајќи лични информации како
датум на раѓање, адреси, што е наважно, кредитни картички. Во медиумите нормално, овие луѓе беа представувани малку како херои заедно со Анонимус, бидејќи нели се бореа за информациите. На друштвените мрежи сите тие беа представувани како херои, бидејќи нели тие ги бранат помалите луѓе, нападат големите злобни институции. Но во реалноста никој не можеше да потврди дали оваа група и слични на неа може да ги користат тие лични информации и ги продават, бидејќи како што знаеме црниот пазар на кредитни картички е голем. Дури нема да ви треба ни на некој со малку знаење за IT, може лесно да стигне до информации од банки кои што може потоа да ги злоупотреби да направи кражба. Тука стигнувам до АПА, СОПА, ПИПА и слични такви закони, например како Хадопи. Хадопи е малку по-непознат, бидејќи тоа е закон во Франција кој што велеше дека ако се човек фати за пиратерија по 3 предупредувања, тој ќе биде изгасен од интернет. Тој закон застана тука, бидејќи Европскиот парламент рече правото на пристап до интернет е основно човеково право. Но потоа се појави СОПА, ПИПА во САД и АКТА веднаш откако, сигурно знаете приказната за СОПА и ПИПА, каде Google, Mozilla и слични решија и Википедија решија да ги изгасат сајтовите и да ги предупредат луѓето се побунат, бидејќи верува дека овие закони подразбираат инсталирање на филтри за контрола на содржина, што ќе им оневозможи, например, на иновации, на нови сајтови да се креираат. Откако СОПА и ПИПА беа ставени на пауза во Конгресот, во Американскиот Конгрес, за неколку недели се случи апсењето на Kim.com, односно гасењето на Mega Upload. Недела дена подоцна се откри дека Европската унија заедно со 22 земји членки и САД, Јапонија, мислам, Австралија го имаат подпишано АКТА. Сите овие закони всушност се префрлија во медиумите као закони кои ќе спречат пиратеријата. Овој, например, сигурно го знаете, параноичниот перот, тој е интернет мим или меме, независно, кој што може да се кој што важи, например, кој што може да се искористи да ги представи исто колку што се големите забавни индустрија, како што се музичката и филмската, кои што веруваат дека, кои што се параноични дека пиратеријата и корисниците им взимаат од профитот. Ништо важи и за корисниците кои што веруваат дека тие забавната индустрија и филмската и музичка индустрија ги спречуваат да гледат филмови или да добијат информации кои што тие сакаат да ги имаат. Поради таквата параноја, многу луѓе, например, веруваат дека АКТА, ПИПА и слични закони ќе им ја земат таа слобода да снимуваат филм. Но всушност во коренот на АКТА лежат многу посериозни работи, како што се, например, инсталирање на филтри, кои што, како што реков, ќе ја следат содржината, како што се случува во Блискиот Исток, каде што блог, кој што ќе пишува против власти, кој што пишува против, да кажеме, претседателот или премиерот, може да заврши во затвор и да биде во затвор во наредните, да кажеме, година, дена, 2 или не е битно, каде што ќе чека судење. Затоа, мислам дека, токму поради тоа дека информацијата е слободна, мислам дека секој пред да рипне дека АКТА е лоша, добра или како и да сака да го стави, тоа сват дека ќе ја спречи пиратеријата или ќе ни смета да го користиме интернетот или пиратеријата, како и да сака да гледат на тоа, може многу едноставно да прочита за АКТА и да види што е. Значи, пред да рипнеме, да бунтуваме, можеме едноставно да разгледаме за што е всушност АКТА и кои се клучните точки што треба да се променат. Има еден цитат што многу ми се допадна од еден текст од Omni.eu, кој што вели дека, тоест целиот текст е супер, кој што вели дека сите ние кои што израснаме со интернетот не го гледаме како нешто поразлично од тоа што е како, например, реалноста, како не гледаме дека пиратеријата, например, и слично е нешто што е всушност авторско право, бидејќи ние израснавме со тие филмови. Ако земеме пример во Македонија, например, ја зема македонската дизајнерска заедница која што е огромна, да не беше пиратеријата, да не беше пиратираниот Photoshop, денеска немаше да имаме дизајнери.
да не беше пиратираниот Microsoft, да не беше пиратираните сличен таков софтвер, независно слободниот софтвер, ќе немавме денеска информатичко општество како што се рекламира, нели? Овој текст има линк, например, ќе споделиме презентацијата, секој може да го прочита. Всушност објаснува дека сите од нас денес живееме со интернет и тоа ни е основно. Например, продолжување на раката со мобилен телефон кој е поврзан на интернет може да пристапиме до било каква информација, до било какво видео. Ова, колку и да звучи смешно, е вистинска слика, ова се вистински парламентарци во Полска. Ова се случува ден откако се дозна за акта, дека Полска е потписник на акта. Ова се, мислам дека се опозицијска партија во Полска. Ова е моментот кој што интернетот, например, и групите како Anonymous проаѓаат во реалноста. Ова се постари луѓе кои што решаваат да стават маската на Anonymous, да се идентификуваат со општеството, тоа да се идентификуваат со младите, се разбира младите са младите Anonymous и слични групи, такви се херои, и решаваат едноставно со маска, со ваков протест, да излезат и да протестираат пред целиот свет дека акта може да ги наруши сите интернет слободи, независно од пиратеријата. Многу брзо потоа во Полска, Шведска, Германија и закажан и на 11 февруари се случија протести низ многу градови. Што можете да гледате, излего и илјадници луѓе да протестираат против акта, против многу брзо потоа, например, откако се случија протестите, се јави и Европскиот комесар за трговија и Европската комисија, кои што решија да ја стават акта пред Европскиот суд за правда, за да се гледа, да се провери легалноста. Тука повторно не зборуваме за пиратеријата, зашто сите ние се плашиме дека акта ќе ни спречи да снимуваме филм или ќе го изгаси Mega Upload. Не верувам дека Mega Upload е сајт кој што работи легално. Искрено не верувам и многу од вас не знам зашто би верувале во тоа, бидејќи се работи за сајт кој што не ги открива своите финансиски, кој што е приватна компанија, не ги открива своите финансиски извештаи, но прави многу пари. Европскиот комесар за трговија и Европската комисија реши да ставија акта за да проверат дали акта и слични такви закони, например, го забрануваат правото на пристап до информација. Дали, например, ако една компанија побара од интернет провайдер да блокира сајт, дали таа компанија го има правото тоа да го направи без судски спор. Вториот цитат е од бугарски министер за економија, кој што иако Бугарија потписник на акта, он веднаш по протестите реши да го стопира целиот протест и да чека целата Европска унија за да биде унифицирано во своето мислење дека треба да се прифати акта. Акта не беше прифатен од Германија и уште неколку ветри земји, затоа тој процес малку стагнира. Затоа беше дозволено, например, да има протести, да се расшири информацијата. Еден од проблемите со акта е што тој договор е пишуван без да биде јавен. Значи тој е пишуван зад затворени врати и за многу луѓе беше изненадување кои што го видел. Прв документ за таков договор се појави на Wikileaks пред неколку години, но многумина тогаш не обрнува внимание на Wikileaks. Третиот цитат е можеби најзначајниот. Ова дојде од словенската амбасадорка од Јапонија, Хелена Држовник-Зорко, која што веднаш таа беше потписник на акта во име на Словенија. Нејзиниот инбокс на мейл беше преполн со пораки од гневни корисници, за многу брзо таа да реши да се извини јавно и прво што направи таа рече дека првин сака да се извина на моите деца, таа сакаше да се извини на сите што ја пратија поруки и на крајот рече дека таа ја спровела својата должност како службеник, таа подпишала официјален документ во име на државата, што требало на неј својата должност како граѓанин, бидејќи таа не го разгледала документот и не знае што подпишува. Нејзиниот пример може да се искористи за многу други, например, држави, вклучувајќи Македонија, бидејќи не веруваме дека политичарите во Македонија се толку способни за да прочитаат договор како акта и да го потпишат и да го разберат.
Доаѓаме до прашањето дали акта ќе биде прифатена од ЕУ. Од сите овие протести, на пример, кои што се случија во Европа и од сите тие реакции, одговорот е дека нема. Доаѓаме до прашањето дали следуваат вакви закони како што се на пример за контрола на интернет, за контрола на пиратеријата. Пиратеријата по закон е прекршување на авторско право. Тоа мора да се реши, но прашањето не е дали некој ќе ви забрани на вас да снимите филм, прашањето е дали ќе има соодветни авторски права кои што ќе може да се употребуваат во дигиталната ера. Дали ќе следуваат закони за многу е полесно на пример на забавната индустрија да каже на неколку провајдери вие блокирајте целосна содржина во земја. Тоа ќе значи дека може да се воведе цензура на пример на која содржина може да биде објавена јавно. Одошто да пуштаат на пример како продуцентите на Hurt Locker филмот што доби Оскар да пуштаат околу 3000 тужби на корисници кои што го снимале филмот. Прашањето е дали ќе има вакви закони, ќе има и може да ги очекуваме. Прашањето до вас е дали вие ги разбирате овие закони, дали на пример знаете зошто ќе бидат воведени, дали на пример знаете зошто ви се потребни и зошто не се. Ова е порака од Anonymous кој што може едно од нивната најкреативни идеи, не се работи за хакирање, овој пат не е да се сруши сајт, овој пат не е да се крадат информации, да се објава, да се исмее човек. Ова е акција која што македонските медии ме преведува дека интернетот ќе се сруши, но всушност се работи за порака која што вика во април и мај не симнувајте филмови. Легални, нелегални, не користите, не симнувајте музика, не се занимавајте со било какви такви работи што се од интернет, со цел да се покаже дека копирајтот, на пример, нема да биде прифатен, на пример, било кој авторско дело нема да биде на интернетот, се додека интернетот е во опасност, односно интернет комуницацијата има опасност да биде забранета. Евентуално на крај стои PS. Ова идеологија, на пример, на Anonymous ја открива таа идеализација. Да, Anonymous е во право, да, треба да ги следиме Anonymous, супер за Anonymous, јас сакам да бидам Anonymous, идеме напред со Anonymous. Но во последната реченица тие велат дека основачот на Mega Upload е пренесен во САД и дека ќе му се суди во САД закони за кои што не постојат и слично. Ова всушност е лажна порука, бидејќи основачот на Mega Upload е пуштен од затвор со кауција во Нов Зеланд и чека да му се суди за екстрадиција во САД. Доста контрадикторна одлука, иако идејата е супер, иако идејата ве наведува за да размислувате на поголемата слика, сепак не значи дека е точно, колку и да ви се допаѓа. Пораката од Anonymous и од сите овие протести, например, што ги гледаме со акта, од сите овие 2,2 нешто милиарди интернет корисници кои што набрзо ќе пораснат, е дека не треба да се играте со интернетот. Интернетот треба да биде слободен, интернетот треба да остане како таков. Авторските права треба да бидат редефинирани, но не да бидат присилно наметнати или присилно спречени. Што се однесува во Македонија, хактивизам во Македонија не постои. Anonymous во Македонија не постои, иако имаме видено неколку видеа или слики, вакви слики, но во моментот нема некоја активност што се случува во Македонија. Но затоа има национализам колку сакат. Имате грчки хакери, имате косовски хакери, имате македонски хакери, имате бугарски хакери. Има многу гнев кој што се пренесува. Например, ако се сруши сајт на македонскиот преседател, тоа ќе бидат или од Грција или од Косово, например. Потоа следи срушување на сајт на грчки владини од македонски, од македонски хакери, тука се цело време пренесуваат пораки дека ние сме поголеми, ние сме подобри од вас. Што може да видите од Инфоплюс насловот на текстот дека се срушени грчки сајтови, 13 грчки сајтови од македонски хакери, се чекува офанзива, се води некоја, не знам, глупава сајбер војна. Целиот активизам, целата активност на тоа поле се сведува на вакви работи. Имам правено, например, интервју со Косово Хакер Груп, тоа се дечките од Косово кои што хакнуваат македонски сајтови за да вратат на македонски хакери, да се надпреваруваат и срушуваат српски. Тие признаваат дека нивната цел е токму национализмот и токму тоа да покажат дека Косово е поголема од Македонија и обратно. Толку од мојата презентација. Има прашање?
Јас сакав да прашам во врска со неутралноста, че една година или во таа временска рамка пред СОПА, ПИПА, АКТА, законите и договорот АКТА, беше покрената таа иницијатива за ограничување и наложување на ISP-ата во Америка и во други земји да направат некој дисбаланс на содржините во однос на некои сајтови или некои содржини, со тоа да се наруши балансот на нет неутралност. И освен неколку интервјуа на, да речеме, Ерик Шмидт или Тимо Рајли, ја не видов некоја поопширна дебата на интернет во врска со нет неутралноста, како што беше во случајот со СОПА, ПИПА, АКТА. И мислам, барем тој е мој впечаток, дека затоа што не беше толку проширена таа дебата, некои корпорации видоа простор и можност да се влијае и понатаму на ISP-ата и на самите закони. И затоа што вие од IT-комбака сигурно повеќе ги следите овие работи. Нет неутралноста всушност беше, што рече, дискусија. АКТА, СОПА и ПИПА се всушност конкретни закони кои што се најдува пред Американскиот конгрес, односно пред Европскиот парламент. Поентата и на тие дебати за нет неутралност и на ситуацијата со АКТА и СОПА е што се наметнува забавната индустрија да го диктираат како ќе се однесуваат интернет провайдерите. Например, конкретно СОПА беше забрана за сајтови надвор од САД, кои што, например, споделуваат интернет пиратерија. Тоест, сте читали 84 или го знаете концептот за 84, тоа е едноставно се става стаклено звоно врз корисниците на САД. Со АКТА е слично, например, се бара, АКТА има и други, например, контроверзни моменти, бидејќи се работи за лекови, како тие лекови се справуваат, например, ако некој лек нема патент за тој лек може биде спречен иако е лечи сида или било како, тоа е сама теорија. Што се однесува до интернет провайдерите, тие може да постават филтри, тие може да не скенираат, например, не да не ги скенираат сите наши имејлови, но може да рушат сајтови кои што имаат нелегална содржина, иако дел од таа содржина е легална или ја користат, или, например, добар пример е YouTube. На YouTube целата содржина е генерирана од корисниците. Ако корисниците закачуваат пиратска содржина, дали тој сајт треба да биде изгасен? Се работи, например, за бизнес инвестиција, например, се работи тој сајт да има и легална содржина. Нет неутралноста е дебата која што евентуално прераснува во АКТА и ПИПА и СОПА, и благодарение, например, на анонимус, на тој активизам и на таа активност на корисниците, беа принудени Google, Mozilla и слични и Википедија да реагираат. Википедија направи преседан да се изгаси за 24 сата. АКТА се случува тоа да амбасадори на држави да започнат да се извинуваат или да се спротивставуваат или да се случуваат протести, например, низ европски градови со цел да се не да се спречи таков закон. Идејата не е да се спречи закон за да може ние да споделуваме пиратерија. Идејата е тој закон да биде во рамките на останатите закони, да не ги прекршува основните човекови права, например, кој што е пристап до интернет информација. Значи, зборувате за спречување на законите, значи една форма на партиципативна демократија. Јас сосема се согласувам со тоа и драго ми е што го покажавте Europa.eu, мислам тоа е датабаза која што треба се почесто и почесто да ја гледаме. Но овие политичари, например, како амбасадорката Зора, не знам како се вика, потпишале договор што крши човекови права. Значи, дали треба ние цело време да бидеме на интернет и да следиме што се случува, како се случува, дали некој ќе поднесува такви закони, мислам. Сепак ние бираме наши избраници за да тие раководат власта. Не може да се очекува од нас дека во секој момент ќе бидеме. Зашто луѓето што ги потпишуваат тие закони не земаат никаква правна одговорност? Добро, например, како што речем, дали ние ги бираме тие луѓе што се, например, во Македонскиот парламент. Во Македонскиот парламент Амди Байрам ние го изгласавме. Затоа исто се случува и со словеночката, со амбасадорката. Таа изберена, например, од народот, таа направила глупост. Поентата, например, е што некоја идеја може да се расшири. Ние ќе ја прифатиме на друштвените мрежи, ќе ја прифатиме на Твитер, ќе ја споделуваме, ќе правиме видеа за неа, ќе
ќе ја промовираме. Но прво треба да разбереме дека ако за тоа, например, сакате да срушите нечи сајт или да крадете информации за да го откриете тој сајт, прво можеби треба да прочитаме зошто информацијата е тука, информацијата е на Google, толку. Да стигнете до акта, например, само ја уцате во Google. Други прашања?